Почитувани, добар ден. Во исклучително жешка недела и топлотен бран се разбира остануваме и ние вжештени со темите од ден во ден. Па така и оваа работна недела, ова петочно издание, повторно верувам дека со вас ќе имаме една моќна и одлична дискусија. А еве зашто ќе зборуваме. Пораката на тројцата дипломати: не ви се мешаме во внатрешните работи, само сменете го уставот, инаку ве чека изолација. Како да не знаат дека сме во изолација повеќе од 30 години? Што да очекуваме на есен по посетата на тројцата министри за надворешни работи на Австрија, Чешка и Словачка? Уставни измени, предвремени избори или едното и другото? Тоа е она денес што ќе дискутираме со вас, а секако како и во секој издание на Црвена линија, ќе ве подсетам дека дискусијата можете да ја продолжите и префрлите и на социјалните медиуми. Профилот е Црвена линија на Твитер и Фейсбук, секако профилот на Телма телевизија, но и на Инстаграм. А на Инстаграм, доколку кликнете на Црвена линија, секако на прозорчето на Инстаграм стори или Инстаграм приказната, ќе ве пречака денешната анкета на која што верувам дека сите ќе дадете одговор. Она што ве прашуваме денес на Инстаграм стори е како ја оценувате посетата на европската делегација. Имате две опции за одговор, едната е под А притисок, другата под Б притисок. Како и да е, тоа е она што очекуваме да го кажете во ова денешно издание на Црвена линија. А што се однесува до телефонските линии, секако ќе подсетам, останува правилото технички исто, тоа се 5 линии кои што се активни за сите вас и секако бидете трпеливи со оглед на тоа што имаме доста јавувања, може да се случи да даде знак дека сме недостапни, но оние кои што редовно следат и се ова знаат дека секогаш биваме достапни за вас. Намалете го и тонот на телевизорот, за да не губиме време во она дали се слушаме, да имате чувство секако и да знаете веднаш дека сте вклучени на линија. Па време е секако и со вас да поразговараме кои се вашите прогнози, што е она што ќе се случува на есен. Сушност, како ја оценувате посетата и на европската делегација, како притисок врз институциите или пак притисок врз опозицијата? Тоа е она што секако денес ќе дискутираме со вас и еве дали сметате дека еве на есен можеби ќе се случат уставни измени, предвремени избори или и едното и другото во комплет. Ајде да видиме дали го имаме и првиот гледач на линија. Добар ден од Црвена линија. Ајде, добар ден, Тина. Добар ден. За да бидем краток, без прашања. Молам? За да бидем краток, без прашања. Б. За првото Б. Добро. А сега зошто дојде овие, а во есен ќе сигурно ќе дисијата ќе пожолтат и ќе паднат. Ако зборите за есен, ако зборите за уставни измени, предвремени избори или едното и другото, не врви. Разбирате зошто зборувам? Кажано е. И вчера, и денеска, и ове. Утре и да дојде и Макрон. Прстот ќе му покажеме, ај расправите ти со Франција. Ако дојде од Шпанија, расправите со Андалузија и со Каталонија. Ако дојдат од Германија, не може да се вратат Австро-Угарија, до Дунав и под Дунав. Затоа некои работи, кои ги поставувате вака како прашања, затоа ние, што се не речем староселјоци тука во Македонија или од Господ дарени, ние знаеме, овие премрежија се случуваат во Македонија со векови. Не од вчера, со векови. Ја да ви кажем, до вчера во Софија се викаше Мерци. Ако ќе отидете овде во Солун, во Атина, знаеш кој ми е 120 години, кој две семејства са, што се обединети со краницата, со Енглеска. Затоа реков, ние никогаш сме немале врска ни со Париз, ни со Лондон. Најмалку со Вашингтон. Со Вашингтон ради диаспората имаме работи и со други работи. Или сега кој влеговме у НАТО ради транзит. Се преку нас и да не прашање ќе пројаќе преку нас. Меѓутоа нас ни поставуваат услови. Нема услови.
ова е Македонија. Кому не му се бендицува, нека ја напушти. Благодарам многу. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија и тоа што го пробивте мразот, бевте прв, но секако останете и продолжете да ги слушнете и одговорите на останатите гледачи кои што ќе се вклучат веднаш по вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ова не се мислам условување, ова е уцени закани и можност за реализација, да ги реализираат тие услови и закани. Значи, они ќе ги реализираат со помош на нашиве браќа ранковни, значи преку Бујар Османи и такви некои слични, значи, ќе ги реализираат, значи, ќе станеме веднаш нестабилно место за живеачка, така да немој да мислите дека они се сладкоречиви, дека размислуваат така да условуваме. Не. Они веќе се заканија. Ова е закана. Ја ги третирам нив заедно со тој Ричард Гир како јавачите на апокалипсата кога дојде тука. Значи, тие се опасни играчи и очекувам на есен и дестабилизација на државата, преведејќи заканите не се према сите у држава, против македонскиот народ, значи против македонецот, не за другите. Нарочито за ранковните им идат на рука на нив. Нив они ги тапшаат и ги туркаат напред. Нас не враќаат у регрес, не деградираат и не уништуваат. Поздрав! Поздрав, благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Одиме со уште еден гледач, па потоа преминуваме и на Твитерџи да ги вклучиме во оваа денешна дискусија со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кои се вашите прогнози за наес? Денеска е 14 јули. И оваа емисија снимете ја и чувајте ја до Нова година. И едното и другото. Значи има да има уставни измени и може ќе има и предвремени избори. Бидејќи тако компромис направија. Ама ова сега што се нечкаат и колеги глумат патриоти, па колеги не даваат, тоа е завршена приказка. Тоа е приказка и фарбање очиња Рајава, што се прави, што дозволува да си играат мајтап со нив. Еве, зашто ќе ви кажам. Па земете го случката со ѓубрето. Кој е организатор со чија помош? А очи си вадат колеги, ќе се тепаат глави, ќе кршат. Овој ќе менја улици, овој ќе му кршеле глави да запамти ако ги сменел улиците. Приказки за мали деца. Народов се лизга на вода како на снег, да ти кажам право. Полно луѓе сега што кобејаги не даваат, ќе видите како ќе бранат за после ноември месец. Све е завршена работа, само ајде да не биде толку лесно, малце да биде тешко, како мома пред прва брачна ноќ. И се сака и не, и се сакава на крај, ај малце. И тоа малце ќе биде до крај. Така да и ова ќе биде. Све е завршена работа, ова што се глуми колеги нема да дадат, пони веќе осмицата ја одбраве. Кој беа кај американците? Што бара Јанушев кај американците? Човек има кривична пријава за автобусите. Сакам да ги прашам тите. Кај му е негова пријавата? Укчува фиока. Зашто му ја чуваат? Да го поменат дека треба да гласа. Абе што си играат луѓе во мајтап? Што не сваќаат, што не читаат меѓу редови? Очи очи гледаат, а се прават дека не гледаат ништо. Приказката е завршена. Благодарам за јавувањето и како што реков пред вклучувањето на гледачот, време е да ги вклучиме и Твитерџи. Па еве, ќе почнеме со твитот на Драги Црни, кој што напишал сушност ова изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски. Ќе бидам разочарен и навреден ако единствена тема со тројцата дипломати се уставните измени. Па еве, кои се вашите прогнози за наесен? Дали тоа значи дека ќе ни се случат уставни измени, предвремени избори или едното и другото во комплет? И секако ќе прашаме како оценувате и посетата на европската делегација, како притисок врз институциите или пак како притисок врз опозицијата? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Како оценувате вие посетата на европската делегација, како притисок врз институциите или притисок врз опозиција? Моцареци, тоа дека има такова тоа. Повеќе е за ноќе да го уничат кликачи. Потоа се не само тие денови да остане кај ноги, секој така те. Да се ме не одат на документ. Зашто не одат на Угари?
и каже, кај пријете, после изволите, се влезете у тоа. Не вода таму, не вода. Таму Македонија. Македонија е таму. Но сега, ето како да ги најдете луѓе. Од цел свет, по Македонија. Зато, што сега, тоа си овак народ, си овакви народ, да, кој кофа, тебе да пие. Тоа не е безобразност, урема од това, и од Македонија. Ето поздравно. Бидете поздравени и вие, продолжете да не следите на 0230700005. Клучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Еве јас да искористам можноста да подсетам дека 5 линии се активни, така да повртењето на бројот само ве замолувам по кој знае кој пат, но мора да биде така да се намали и тонот на телевизорот, за да нели веднаш бидете вклучени и да добро се слушнеме. Добар ден. Дали се слушаме? Добре, јас ќе продолжам со Твитерџи, па доколку ве има на линија, еве гледачот може да се пријави со ало и добар ден. Ќе продолжиме со твитот на Кваква Топ, кој што напишал: дали знае што значи зборот уцена? Што беше овај правник? Нова уцена од власта. Прво уставни измени, па распишување избори. Ако се слушаме, дали го имаме и следниот гледач? Добар ден. Најверојатно повторно има некоја блокада со оглед на тоа што, и веќе подсетам, 5 линии се активни по вртењето на телефонскиот број. Бидете и секако трпеливи, ќе добиете инструкции, координации горе од режија и намалување на тонот на телевизорот е клучна ставка во конектирањето. Добар ден. Ало. Здраво. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Убав топол ден. Па скоро и врел. Многу врел. Вака, пред се да ве поздравам вас, вашите колеги и Телма телевизија. Благодарам, поздрав и до вас. Една културна реплика на првиот јавувач. Да му кажам, има една стара извека, викаат газите, вежи коња где ти газ да каже. Ако не знае, ќе му преведам јас и на македонски и на француски. Македонија од увек имала добра соработка и со Париз, и со Вашингтон, и со Лондон, и со сегде. Нека не мешаат баби и жаби. Ако некому не му се свиѓа, не тој да не избркал од Македонија, нека се замина, ја културно ќе му кажам. Во однос на темата уставни измени ќе има. Запамтете го ова што го говорам. Денешниот ден. Предвремени, после тоа ќе има. А прво ќе има уставни измени. Не доаѓа делегација од Европарламентот за да ги присили или да ги уцени, него да ги опомени, да им каже дека вие сте дел од Европа. Ние не сме дел од Азија, не сме дел од Кина, не сме ние Молдавија до Русија. Да им потенцирам на овие си. И јас ја сакам, не дека ја мразам Русија, меѓутоа кај припадаш, тамо треба да одиш. А пошто партиски војници се они и знаат дека опозицијата, еве им кажувам дека Христијан Мицкоски ќе даде и ќе подпише уставни измени. И тоа ќе биде завршена работа, а после ќе имат избори, на изборите како ќе поминат, тоа е знак прашалник за сите, за две. Благодарам многу за вклучувањето од црвена линија и секако еве и на тоа да подсетиме, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди се одредени за секое јавување, но секако дозволено е и повторно завртување на нашиот број. Добар ден. Ало. Здраво, добар ден, во црвена линија сте. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, повелете. Видете, огромна фама се клева со овие уставни измени. Ако се внесат, јас ги прашувам секој ден гледач или секој ден граѓани на Република Северна Македонија, било од судија, од најучен човек. Ако се внесат овие граѓани во уставот во клаузулата број 5, како ќе се вика уставот на Република Северна Македонија? Ќе го мени името? Или нема да го мени името? Еден да каже од овие како ќе се вика уставот? Уставот па ќе се вика Устав на Република Северна Македонија. Само ние мора да несиме овие граѓани, оди тие живеат во Република Северна Македонија. Тие се наши граѓани. Да не ги обезбисуваме. Тоа го бара Европска унија, а не бара Европска унија да ние за атер на бугарите или за некој си друг па да внесуваме други
граѓани. Тие се граѓани кои живеат кај нас, кои работат, творат, допринесува и мора да има право уставно, како што рече и Камбоски. И тие посолат му гласува за број 5 како други. Сега треба да имаат спомнали само по име. Торбеши, египтјани, бугари и други малцински земји што живеат кај нас. Зошто треба толку фама? Нека доји Марич, нека дојде овие. Овие иностранците не. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме со твитерџи. Не случајно нели ги издвојуваме и твитовите за ова издание со цел и вие нормално да можете да коментирате, да се сложите или да не се сложите со ставовите и размислувањата и на Твитер заедницата. Одиме со Џон Кју кој што напишал: се кошкаат за уставни измени затоа што за други теми ни едните ни другите ги бива. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме на 023070005. Пред да продолжам со било што, секако ќе подсетам дека предност даваме на вклучувањата и на гледачите кои што директно се инволвирани во Црвена линија. Секако дискусијата ќе подсетам, можете да ја продолжите и секако да коментирате, шернувате и лајкнувате како на Facebook, на Twitter, на страната на Црвена линија се разбира, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што ги објавуваме нашите теми. На Инстаграм останува да кликнете на опцијата која што е како ја оценувате посетата на европската делегација. Тоа ги прашуваме и гледачите, се разбира, во Црвена линија, дали тоа притисок врз институција или притисок врз опозицијата. Добар ден. Добар ден. Добро. Најверојатно, па такви ни се темите, мора да признаеме, зборуваме на вистина на теми кои што се ја жештуваат и нашата линија, а линија имаме повеќе и тоа 5. Еве ќе продолжиме со твитерџи, например ќе продолжиме со антагонист кој што, еве можете да забележите твитерџи како водат дискусија на темата за која што зборуваме и совест напишал: зошто ВМРО не ги гласа уставните измени? Знае дека се потребни, дека нема никаква штета, само корист. Но нема корист за ВМРО, се препилкаат за да добијат рекет, што во пари, што во власт, што во спас од правдата. Друга логика нема. Дејан Брашнарски напишал: корист во 2050 година. Добар ден. Добар ден, ако сум... Да, во Црвена линија сте би ве замолила и малку погласно, па еве кои се вашите прогнози за наесен? Уставни измени, предвремени избори или едното и другото? Вака се, јас ту кажам размислувањето. Прво, предвремени избори нема потреба да има, затоа што тие предвремени избори се услов на ВМРО ДПМНЕ за да ги гласат промените. Значи, ако нема избори, значи нема да гласа. Сега, овдека што кажува дека значи личниот интерес е во прашање, а не интересот на граѓаните на нашата република, на нашиот народ. Тие овдека, значи, прават само инат, а луѓе од Ви слушаме. Во другите земји доваѓаат да ни укажа што губиме, што добиваме, ако влеземе во заедницата. И јас лично верувам дека до 30 година можеме да влеземе, ама ако не удираме некој во клин, некој во плоча, ако не правиме, ако работиме онака како што треба, ако си ги земеме работите во своји раце, значи кластерите да ги отвараме, да не ги забошотуваме, значи да се работи домаќински, совесно и верувајте дека можда и порано да се дојде до тој влез. Меѓутоа, ние никогаш нема да имаме зијано тој влез во Европската заедница. Ние имаме потреба од неа, затоа што ние, ако не се отворат кластерите, автоматски ние ќе чекаме уште сигурно 10-15 години, оно што ни го направи Груевски во... Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, мерете го времето, 90 секунди е секоја излагање, но можете повторно да го завртите нашиот број. Продолжуваме, добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Што прогнозирате еве за наесен? Па мислам дека секој демократ и македонец би посакал
би посекал, нели, демократски избори, пошто со што заслужи ова власт да биде власт? Дали со тоа што гореа пациенти живи во болнице, никој не одговара? Дали што гореа деца во автобус 45 со нивни млади родители од фирма блиска на ДУИ нова власт, нели, кои... А еве како ја оценувате ова нашето анкетно прашање посетата на европската делегација, како притисок врз институции или притисок врз опозицијата? Ова е притисок врз македонско ВМРО ДПМН. А овие од институции што ги водат овие, нели, од ДУИ и од СДС, тие не мора нив да ги притискаш, тие сами се нудат без да ги уценуваш, без да ги притискаш, сами виткаат кичма и нудат се македонско. Геноцид врз нас како македонци во Македонија нудат. Благодарам за јавувањето. Значи, еве ќе потсетиме, имаме конкретни прашања до вас. Она што навистина сакаме да слушаме од вас, како прогнозирате и што очекувате на есен за нашава земја. Дали верувате дека ќе се случат уставни измени, предвремени избори или пак и едното и другото одеднаш? Како и да е, ќе потсетам дека имаме и анкетно прашање, на тоа можете си како да дадете одговор и на Instagram Story. Доколку кликнете, две опции се во игра, односно на прашањето како ја оценувате посетата на европската делегација, како притисок врз институциите или пак притисок врз опозицијата. Добар ден. Добар ден, Македонија, уште еднаш. Јас сум за македонски устав во кој се почитуваат сите човекови права. Имаме најдемократски устав на Балканот, па и во Европа. Во Бугарија, во Грција нема малцинства, таму сите се бугари или грци. Таму се прави А еве што мислите во септември, кои се вашите прогнози? Што ќе се случи? Па јас реков дека секој демократија сме. Значи, партија која прави дела останува на власт. Партија која уништува се во една држава, која предава се, логички да падне уште денеска од власт и логички да има превремени избори. Тоа е демократија. И сега не знам зашто мене ме исклучувате, како денеска би поминале наши македонски партизани кои се бореа во нов бугарски фашизам. Знаете ли што, вака кога зборуваме со метафори од минатото, значи имаме и гледачи кои што еве со сета сериозност и фокусот е свртен на случувањата, а особено тоа е пораката на тројцата дипломати. Значи не зборуваме за партизани, тоа ми е. И сакаме еве како ви личи во септември што ќе се случува. Нешто посакуваме, туку... А што се случува? Реприза од НОП. Истите барања, истите стратегии во НОП што ги имале како бугарски окупатор, сега ги прават, истите барања ги прават. Дека македонци нема, Македонија нема, македонски јазик нема. Се исто, само што СДС антикомунистичка, антимакедонска е на власт и се припече. Тоа е разликата. Така, благодарам многу за јавувањето. Дејан Брашнарски на Твитер напишал: најбанални уставни ултиматуми што ги нема ни во Африка. Во заграда за ЕУ не правиме муабет. Како и да е, пораката на тројцата дипломати е: не ви се мешаме во внатрешните работи, само сменете го уставот, инаку ве чека изолација. Дали сметате дека од септември ќе има уставни измени, предвремени избори или и едното и другото? Како ви се чини? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Па моје мислење е дека ќе се случи едното и другото. И едното и другото, така. Да. И само ова ме интересира стварно зошто ги чуваат на овие функционери предметите у фиоки. Што чути обвинителство, судство, зошто не ги затвараат у фиоки? Ако е обичен човек, за него важат закони оваа држава, а за нив не важи ништо. Сите се под истрага и силни, а сите имаат бугарски пасоши, сите, што е најтрагично. И што да очекуваш од нив? Беа на власт и тие ги слушнавме бомбите, знаеме у каква држава живееме, и ние, и вие, новинарите и сите. Ова е баш и бузлук невиден. И затоа се играат од страна сите, кој како што сака игра. Не функционира ни една институција.
Тоа е проблемот. Не функционира, они даваат пари, парите и нигде ги нема. Државата тоне. Све на лоповлук удрено. Тешко на обичниот човек. И не знам дали ќе искочи на гласање сега после овие покачувања на платите на функционериве и на сите тие големите. А нас по 500 денара, доста е за нас. Вие преживувајте, не живејте, преживувајте. Хвала, многу пријатно. Големо благодарам секако и вам за денешното вклучување во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден за следниот гледач или може би гледачка. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Јас се извинувам, едно само имам коментар за претходниот гледач. Гледачка беше. Не, претходниот овој што се јавува од Прилеп стално. А еве, што ќе кажете, наместо да ги коментираме гледачите, кои се вашите прогнози за септември? Ќе имаме ли уставни измени, предвремени избори или едното и другото? Дали сум во програма? Да, ве слушаме. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Сега ќе го намалиме. Да, ве молам целосно намалете го тонот на телевизорот. Едно не ми е јасно. Како може само да се уклучува тој гледач и да кажува за некои негови фикси идеи што ги има. А еве, еве, да ви замолам да ми дадете одговор на прашањето, сепак се јавувате во Црвена линија. Во септември што прогнозирате? Уставни измени, предвремени избори или едното и другото? Само предвремени избори. Предвремени избори очекуваме, ништо друго. Тоа би било се во однос на темата? Да, предвремени избори очекуваме, ништо друго. Добро, во ред. Благодарам многу за јавувањето. И сега го би ве замолила, ние не би биле Црвена линија, ако се разбира, да дадеме простор на секој од вас се разбира да го каже ставот и мислењето. Така да пред се би ве замолила да не ги користите 90 секунди да ги коментирате останатите гледачи, а и оние еве кои што ќе се вклучат, јас би ве замолила да бидеме конкретни, да зборуваме на темата. Да нема повторувања и се разбира да нема навраќање и коментирање нешто што се случило особено во минатото многу одамна, бидејќи имаме генерации кои што не следат, кои што фокусот им е во случувањата сега. Она што сакаме денес од вас да слушнеме е по последната посета и порака секако на тројцата дипломати од Европската Унија. Што прогнозирате вие лично за септември месец? Ќе има ли уставни измени, дали ќе има предвремени избори или може би и едното и другото? Добар ден. Ало. Здраво, Црвена линија. Здраво, да. Во однос на она што рековте да не се коментира за претходните, нема да коментирам. Иако забележувам дека кај дел од слушателите, значи имате тотално чиста линија, а за некои кои што се про-македонски ориентирани како телевизија да ги течете во нивното излагање. Во однос на прашањето и предвидувањето. Ние не сме прогнозери, ние, македонците, не сме прогнозери, но ние можеме само да порачаме, односно да прашаме зошто е оваа плејада на глумци од Европска Унија, зошто ни се тие луѓе нас? Да не убедуваат дека ние треба да направиме уставни измени? Кои се тие да ни кажат? Кои се тие да се мешаат во внатрешните работи на Македонија? Мене тоа ми е важно. Зошто ги пуштате тие луѓе? Прогнозата не ја разбирам, не сум прогнозер политички. Но, време да се запраша оваа држава, особено ние што се на чело, а што нема појма накаде ја води државата. Не виткајте кичма. Македонците ја сакаат Македонија. Не сакаме измени ако тоа народот не го сака. Ние сме македонци. Тоа треба да ни е јасно. Не ни требаат посети од кучиња европски. Толку од мене. Добро, благодарам многу за јавувањето и веќе потсетиме дека немаме ништо против оние кои што секако зборуваат за својата земја, но
имаме секако фокус на тоа за што зборуваме на темата. Така да оние кои што редовно следат црвена линија добро знаат дека едино црвената линија функционира кога ќе се излезе надвор од темата, фокусот ќе биде на нешто за што не зборуваме, а особено се активира доколку се користат погрдни зборови, тоа важи и доколку се навредуваат меѓусебно гледачите, доколку се развива говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Тоа е нашата црвена линија. А сега да слушнеме кои се и одговорите на следните гледачи кои што ќе се вклучат. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Искрено сега да правам ова за претходно, али какви се овие кучиња што ги зборува претходната гледачка, не знам. Бидејќи тие кучиња, не знам што какви ги зборува, значи тие, ако не се, ние нема да имаме држава, факт е тоа. Ама не ќам да мислам на неа, ме интересира нешто друго. Како може јас да пробувам да се јавувам во вашата емисија 2 сати, а еден лик кој е на сите телевизии, буквално, и дури го знам гласот, буквално, секогаш може... Ајде да видете сега, значи најверојатно човекот може да не добие. Не може да спатам, извинете. А може ли да ни кажете одговор на темата? Еве, јас сакам тоа да слушнам. Што прогнозирате во септември? Ама си окей. Што да чекуваме десен уставни измени пред мене избори едното или другото. Не знам. Ама ми е збор дека вие секогаш го практикувате некој што цело време се јавува на телевизија и секогаш го имате. А некој кој сега се јави, нема шанси да ве добие. Тоа беше малето. Па ете не добивте, гледате дека не добивте и времето го искористивте. Го потрошивте времето на коментирање на гледачот, толку ќе ни беше драго и да слушнеме навистина кој е вашиот став и што е оно што очекувате да се случи на есен. Но како и да е очигледно црвената линија, јас не можам, најверојатно не можам ни да кажам дали е среќа упорни, има гледачи кои што можеби имаат пракса во вртењето. Мене ме гледате пред камерите и се разбира кога зборувате дека не можете да не добиете, го кажувате во моментот кога веќе сте не добиле. Така да навистина ќе ни биде драго да сите 90 секунди се разбира кој што и веќе имате шанса да се вклучите, времето да биде искористено за темата за која што зборуваме и оние кои што треба да слушнат што мислат граѓаните. Се разбира, црвена линија апсолутно посветена токму на граѓаните кои што ова е нивен простор, ова не е простор каде што политичарите зборуваат, токму граѓаните на оваа земја. Така да сите 90 секунди кои што ќе ги имате, а возможно и да ги добиете и повторно со секое наредно јавување, ве молам, употребете ги да се испрати порака на оние кои што треба да ја слушнат. Добар ден! Добар ден! Еве, како ви успева по 2 пати да не добиете? Упорноста и со добра енергија, не со лоша. Да ви кажам нешто, пред се културата е во вашава телевизија преднос има. Јас не знам како овие помладиве генерации може да ги наречат со кучиња. Па ние имаме кучиња домашни во држава пуно, ама градоначалниците на опозицијата не може да се справат. Немој девојко што говорите. А еве што ќе дополните за тема? Ќе се надоврзам на темата. Предведени изборни желботека 6 години на опозицијата. 6-7 години. Што они одработија во законодавниот дом, освен само предвремени избори? Предвремени избори, друго ништо не знаат да кажат. Како може така да се изјаснат? Луѓе, нашите деца се во Европа, нашите внуци се во Европа. Ние не ја сакаме Европа и ја наречуваме со погрдни зборови што не би доликува. Не слушаат амбасадори, не слушаат дипломати. Како може да каже таква лоша енергија за Европа? Не знам, тоа ме иритира и затоа се јавам. Во септември кој беше вашето предвидување?
Јас кажав и гласен и јасен сум, дека уставни измени ќе има, а предвремени избори после тоа ќе има, покасно. А опозицијата нека не ги фаќа паника, нека седат мирно, нека бидат културни со нивното излагање. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам, ве поздравуваме и вие. И ние, и вие, како и да е, ќе подсетам дека дискусијата можете да ја продолжите секако и да коментирате и на нашиот Facebook профил Црвена линија. Ќе подсетам, не има и на Твитер и на Инстаграм, се уште во тек анкетата на која што прашуваме како ја оценувате посетата на европската делегација, како притисок врз институциите под А или пак под Б, притисок врз опозицијата. Добар ден. Добар ден. Здраво, добар ден. Повелете. Слушале? Да, повелете. Па, како ја оценувам, сега ќе ви кажам. Ова е што доаѓаат делегација како ова ќе доаѓаат и други, тоа е сето е празна слама млатење. Никого не го интересира за Македонија. Тие сакаат да донесат нешто што не може да се донесе. Јас и на претходните гледачи што зборуваа, сега ќе им кажам. Прво, власта е таа која што не сака да се донесат уставните измени. И ако викаат на сите врати тропаат дека сакаат, не сакаат. Сега ќе се случи нешто. Ќе чекаат до крајот на август, нема да ги стават уставните измени, ќе направи Џафери некој, председателот на собрание ќе направи некоја дубара, ќе отидат на одмор, ќе ги остават за во септември, ќе чекаат нешто да се случи, само за да не можат да закажат предвремени избори. Инаку сите знаат дека тоа нема да се случи, тоа гласење. И овие што кажуваат сега нека памтат, никогаш нема да се случат. Зошто? Затоа што прво на Македонија и треба многу други работи да се направат, а не уставните измени. И кажуваат секој ден опозицијата кажува кои се тие работи, сите се правиме слепи, наутрени. Друга работа, сите јавни мислења, и вие сте тука сведоци, преку 80% од македонците не сакаат да се гласа под бугарски диктат или под било каков друг диктат. Значи нема да има ништо од тоа. Затоа вие да замолувам и да не ги воопштите, да не ги пуштате овие во телевизија. Благодарам многу за јавувањето, голема почит за излагањето, за вашиот став и размислување во однос на темата, а секако сите граѓани се добре дојдени и да се вклучат во секој издание на Црвена линија. Она за што ќе подсетам, Црвената линија алармира секако е доколку се користат навредливи, погрдни зборови, секако алудирање на насилство и ве молам, она што е најважно и не сме кажале вака директно да се држиме до темата. Како и да е, благодараме ве уште еднаш и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Дај се во Црвена линија. Да, повелете. Сега вака, дискусија да не попушта. 80% народот е против бугарите да не се стават, да нема измени во уставот на Македонија. Значи Мицкоски да не попушта, а предвремени избори и тоа под хитно треба да има. Значи има Мицкоски поддршка од 80% од граѓаните. И кој сака нека идат од Европската заедница, значи, они кажа, со Пресканскиот договор одмah ќе влезме во Европската унија и ништо од тоа не стана. И сега кој сака нека иде во Европската заедница, нема да му успее таа работа, бидејќи 80% од народот е против присила да се менува уставот на Македонија. До тоа да реже дојде на Македонија и има Мицкоски поддршка и да не отстапува од тоа барање. Од мнозинскиот народ има поддршка. Значи, таа Европска заедница... А има во септември што ќе се случи според вас? Во септември ќе има предвремени избори секако. Во септември секако ќе има избори 80% народ да има предвремени избори. Благодарам многу што ги дадовте одговорите на нашите прашања. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден, Македонија. Поздрав од гледачот од Херој. Ајде и ме кажете како ви успева да не добиете повеќе пати. Во што е рецептот? Бог помага, Господ помага. Слава на Бога и на мајка Македонија.
Тоа е да ви кажам, ете го рецептот. Да бидиш со добра мисла за мајка Македонија, да не си нели поданик на оние душмани на Македонија, ете така Господ помага. Ете, дадовме одговор на тоа прашање, така. што имате да надополните на темата? Па, дали памтите дека пред година-две во Романија падна владата, имаше предвремени избори. Оти падна владата, оти изгореа пациенти во болница. Кај нас, какви не глупости, криминали, предавства да се случат додека СДС е на власт, тие кои се незини поданици, никогаш нема да се за избори. Вака сега, значи, кога ќе се вклучите, ние имаме впечаток дека се вршат повторувања. Има гледачи, значи, кои што велат дека мака мача да не добијат, а нормално секогаш имаме и теми на кои што, верувам, многумина од вас сакаат веднаш да го завртат телефонскиот број 023070005. Кај некој упорноста, како што гледате, прашавме директно како успева на гледачот да не добие, го слушнавте и самите одговорот. Но ве молам, сега во продолжение, ако може и понатаму оние кои што ќе се вклучат во 90 секунди, да наскоро кажат на есен што треба ние како држава да очекуваме. Дали тоа можеби ќе бидат уставните измени, предвремените избори или пак можеби едното и другото. Добар ден. Добар ден. Повелете. Беше зборно да прашам, да одговорам на прашањето дали доаѓаат заради власта или заради опозицијата. За анкетата, добро. Меѓутоа, прво ги поздравам сите мои соговорници, препаметни, премудри, пререални, ама дволични. И затоа нека положат така секој со своето дволичие, за да стигнеме до целта. А јас ќе ја кажам сега вистината за ова прашање. Ќе го кажам. Ќе ја кажам вистината да. Доаѓаат за да ја убедат опозицијата да подклекне на ова што не подклекнува до сега, макар да не сум сигурен дека ќе издржи. Затоа што ова се лигави деца и овие од опозицијата и за предпаскиот договор направија гест што не доликуваше, дозволија 8 предавници да подпишат и да изгласаат, а овие застанаа проказираат како шишиња, за да има после како да напаѓаат и што да кажуваат. Меѓутоа, мене ме мачи друго. Опозицијата веќе 7 години бара избори и не дојде до избори. А не кажува дека сега ова не е монаршки диктат, него е внатрешно македонско балистички и колонизаторски диктат. Затоа што овие што доаѓаат, нека помислат овие мои соговорници од кај доаѓаат: Франција, Англија, Холандија, Австрија, Германија, Шпанија, Италија, колонизаторите на светот, што со мака човечка ги испотепаа во Африка, во Америка, домородците, за да им земат. Благодарам многу за јавувањето и вам. Еве, подсетуваме уште еднаш, значи можете да видите денеска што е она што ве прашува Црвена линија, што да очекуваме на есен, кои се вашите видувања, дали тоа ќе бидат уставни измени, предвремени избори или и едното и другото. Ке подсетиме пораката на тројцата дипломати. Не ви се мешаме во внатрешните работи, само смените го уставот, инаку ве чека изолација. Што да очекуваме на есен тогаш ние? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. После оваа посета дефинитивно многу е јасно, нивниот одговор беше напишан од османи, а тие беа платени за да дојдат овдека. И таму има подкупливи луѓе. И прво османи што направил, си нашол подлога да дојдат. Тие ако не беа поканети и платени, дефинитивно немаше да дојдат, ке отиде у Бугарија на море да се посунчаат малку. Не прават притисок на институциите, не прават притисок на опозицијата, прават притисок на народот, дефинитивно со лажни изјави во кои што јасно кажа дека не ние дека трчаме маратон што го истата изјава ја даде Османи пред 2 дена на телевизија. Значи, јасно е кој работи позади нив. Овие луѓе само ни се мешат во внатрешната работа. Македонскиот народ на референдумот се изјасни дека не сака да си го смени името. Кој го смени името? Па не го смени македонскиот народ. Го смени луѓето што се мањина во Македонија
и неколку корумпирани издајници како Заев, Димитров и други, кои што после Димитров испадна покајник. Зашто испаѓаат покајници? Ја издадоа државата и треба да се... Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Внимавајте само на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Јас да ви кажам, браво, уставни измени ќе има, ама избори нема да има. Наредено му е да ги внесат бугарите во уставот, а тоа што ќе ги внесат бугарите во уставот не менува ништо. Многу ми е гајле ни мене, ни на македонскиот народ за бугарите. Ниту сме ги сакале, ниту ќе ги сакаме. Ниту пак има соживот со нив, ниту пак со албанците. Османи, Апла, се гледа дека работи за некоја си чудна кауза. За Македонија не. За Македонија не. Така да, моето мислење е тоа. Убав ден. Убав ден, благодарам, продолжете да не гледате. Одиме малку и со твитерџи, се разбира, Изнаугут напишал: во демократски земји има анкети кои ги спроведува и владата и опозицијата по различни прашања. Од тука и се знае точно дека поголем број е против уставни измени. А тоа што не доведе до ова дереđe се отстапките и понижувањата токму од оваа гарнитура на власт која е во залез. Што да очекуваме на есен? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Дали ме слушате? Да, повелете. На есен да ви кажам право, јас прво мислам да ставам земница, а потоа да се префрлам на политиката. Уставни измени не очекувам да имам. Сем ако не направат некоја далавера како што имаме ние далаверџи и насила да ги внесат бугарите во уставот. Ако тоа се случи, верувајте дека Македонија ќе има граѓанска војна. Не да го плашам народот. Во собранието ќе има тепачка налик на она во турското собрание, во бугарското собрание што имаше исто. Бугарите никако не смеат да се стават во уставот. 80-тите години бугарите имаа проблем со турската нација, слично како ние овде со бугарите. И тие протераа доволен број на турци во Турска. Истиот нивни модел треба ние, македонците, да го примениме. Овие бугари што бараат устав, да ги избркаме преку граница тамо и тамо во нивниот устав нека биде. А за парламентарни избори не верувам дека ќе има. Секој оној што ќе се дрзне да стави насила, треба да добие чекич у глава. Благодарам за јавувањето. Како и да дојде времето за реклами. И по рекламите дојде времето да видиме како гласа на Инстаграм стори на анкетата, односно, еве, прашањето беше како ја оценувате посетата на европската делегација. Тука на Инстаграм стои под А притисок, гласа 87% и под Б притисок 13%. Како и да е, топло препорачуваме на овие екстремни температури да останете во пријатна и секако не толку загријана просторија, а имате и одлично друштво, тоа е секако програмата на телевизија. Ние се гледаме од понеделник, ви посакувам да си имате релаксиран и прекрасен викенд, а во понеделник ќе видиме секако што ќе ни донесе и викендот и за што ќе зборуваме само со вас. Довидување.